Добар ден, започнуваме со плавнивните вести. Следи кратка најава за делот на станите. Останете со нас. Денеска 25 мај се одбележува како Ден на младоста, родениот ден на Јосип Броз Тито. На овој ден на Тито му се предавала штафетата на младоста. Од денес започнува 51-то издание на Драмски аматерски фестивал, кој традиционално секоја година се одржува во Кочани. Годинава ќе бидат прикажани 15 представи. Од 1 јули 2015 година поскапуваат цигарите за 3 денари за кутија. Ова е предвидено согласно календарот за зголемување на акцизата за цигари. Денеска 25 мај се одбележува како Денот на младоста, родениот ден на Јосип Броз Тито. Со положување венци и свеќе голем број граѓани од сите земји на поранешна Југославија го посетуваат гробот на Тито во Белград. Денешниот ден 25 мај со децении во поранешна Југославија, Ден на младоста, се славеше како роден ден на доживотниот југословенски претседател Јосип Броз Тито. Со положување венци, цвеќе на гробот на Јосип Броз Тито во куќата на цвеќето во Белград и во други градови од земјите на поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија, меѓу кои Република Македонија, денешниот ден се одбележува како Денот на младоста. 25 мај роденденот на Тито, момчиња и девојки од цела поранешна Југославија му ја предавале штафетата на младоста, свој виден символ на посветеноста кон неговата оставина. Од денес започнува 51-то издание на Драмски аматерски фестивал, кој традиционално секоја година се одржува во Кочани. Годинава ќе бидат прикажани 15 представи. На Драмскиот аматерски фестивал ќе се представат и членовите на драмската секција при Основното училиште Гоце Делчев од Штип. Тие во среда со почеток во 12 часот ќе ја одиграат представата Снег во јуни во режија на наставниците по македонски јазик при ова Штипско основно училиште. Општинското основно училиште Гоце Делчев од Штип е мултиетничко училиште во кое своето образование го стекнуваат деца од повеќе малцинства. Освен македонско, голем е бројот на ученици од ромското и влашко малцинство. Токму затоа наставниците по македонски јазик кои ја водат драмската секција дојдоа на идеја да реализираат представа со символичен наслов Снег во јуни. Представата се однесува на еднаквоста во разликите. Станува збор за опишување на месеците во годината кои се поврзани меѓу себе, исто како и ние луѓето, со одредени разлики, но со исти емоции. Снег во јуни е символична представа која ги символизира 4 годишни времиња кои се различни, 12 месеци кои имаат различни карактеристики, како што и учениците во нашето училиште се со мешан етнички состав, сите се различни, а сепак сме исти. Од таму потекнува и насловот, сакајќи преку символиката на годишните времиња и 12 месеци да представиме дека сите сме различни, а сепак сме исти, сите другаруваме и сите заеднички го делиме сето наше секојдневие. Ученици од повеќе одделенија се вклучени во представата за која велат дека иако ја подготвуваат од почетокот на оваа учебна година, не им било тешко, бидејќи времето претежно го поминувале во дружење. Ни беше многу забавно, се подготвуваме од почетокот на годината. Со истата представа учествуваме на повеќе конкурси и многу ни е забавно. Да, го представуваме нашето училиште. Која улога ја имаш ти во представа? Јас сум Мај, бидејќи во Мај сум родена, се чувствувам прекрасно. Што е она што го карактеризира месецот Мај, односно што го карактеризираш ти во представа? Дека Мај е цветен, дека е прекрасно, се е зелено, шарено и така. Со Снег во јуни, Општинското основно училиште Гоце Делчев има учествувано на повеќе конкурси, меѓу кои и за учество на токму 51-то издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани, за каде беше потребно целата представа да биде снимена на компакт диск, кој подоцна беше испратен до одредена комисија. Заинтересираните љубители на драмскиот театар ќе може да ја видат представата Снег во јуни на сцената на Домот на културата Бели Мугри во Кочани во среда во 12 часот. Како дел од програмата на Драмскиот аматерски фестивал ќе биде промовирана монографијата за ДАФ Вертикали, чии што автори се Иван Ивановски и Благој Пенов.
А од 1 јули 2015 година поскапуваат цигарите за 3 динари за кутија. Ова е предвидено согласно календарот за зголемување на акцизата за цигари. Летото ќе започне со повисока цена на цигарите во продавниците на Македонија, доколку производителите не решат тие да ја компензираат. Зголемувањето од по 3 динари на цигарите се предвидува се до 1 јули 2016 година, пошто во наредните 7 години тие ќе поскапуваат по 4 динари за кутија годишно. Ваквиот тренд на покачување видливо ќе се одрази врз потрошувачкиот џеп. Од 3000 до 4000 сезонски работници од истокот ќе заминат на печалба во Италија. Заминуваат луѓе на возраст од 20 до 60 години. Некои од нив се враќаат, некои остануваат. Секоја година во месец мај заминуваат од 3000 до 4000 сезонски работници од Кочани, Виница, Делчево, Македонска Каменица на печалба во Италија. Веќе стартува сезоната за работа на лозје. Ова е повод луѓето од источниот регион да заминат и заработат повеќе. Дел од нив ќе заминат и за Швајцарија. Која е причината и маката што македонските работници ги натерала да бараат работа и на овие простори? Бројката до минатата година се има зголемувано, но сега за оваа година се претпоставува дека ќе се стабилизира и ќе остане исто, бидејќи и во Италија има одредена криза и дел од работниците од овде што се бегаат во областа на Швајцарија и во Германија. Најмногу заминуваат на кратко за гроздоберот, ама тие одат на 20 дена и се враќаат. А овие сега што одат, сезонски, сега одат до средината на јули се враќаат најкасно. Превозниците велат дека картите веќе ги резервирале. Заминуваат луѓе на возраст од 20 до 56 години. Младите работат од 2 до 3 месеци и повторно се враќаат во родните места, а некои од постарите остануваат, вели Гоце Цонев, еден од превозниците. Горе има голема бројка што живеат, но тие се помалку патуваат. Таму одат секакви. Имаме голем број на македонски граѓани што живеат например во Италија. Одат и млади, претежно младите одат за работа, а постарите одат да им ги чуваат децата за да можат нивните синови и снаи да работат. Сепак голема е бројката во овој месец, бидејќи има најголем временски период за работа, а се очекува и во јуни бројката на сезонските работници да се зголеми. Полскиот председател Бронислав Комаровски го призна поразот од неговиот ривал Анџеј Дуда на вчерашниот втор круг од председателските избори. Дуда победи во првиот круг на 10 мај. Ваквиот резултат ја рефлектира разочараноста на гласачите и е силна порака до сегашната полска влада. Брод со 460 тони хуманитарна помош пристигнал во јеменското пристаниште Аден, каде што од борбите десетици илјади луѓе се наоѓаат без основни здравствени и прехранбени продукти. Обединетите нации соопштија дека над 2000 луѓе биле убиени во Аден од март годинава. Силен земјотрес од 5,6 степени според Рихтеровата скала ја погоди Јапонија во реонот на главниот град Токио. Властите соопштиле првично предупредување за цунами, но по неколку минути го повлекле предупредувањето. Епицентарот на потресот бил во провинцијата Саитама, северно од главниот град, со длабочина од 50 километри под земјината површина. Вчера се одиграа завршните надпревари од 32-то коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница повторно со победа против екипата на Хоризонт Турново со 1:0 во завршниот дел, со што сигурно го заокружува крајот на оваа сезона, обезбедувајќи си сигурно место во првата лига. По повеќе од 12 одиграни надпревари, Брегалница нема пораз. Ваква успешна сезона посакува секоја фудбалска екипа. Најтрофејниот македонски клуб, екипата на Вардар, во Кратово го доби својот 9-ти трофеј во историјата. Денеска во последното првенствено коло од плей-офот ја официализираа новата радост со надпреварот против Силекс, кој заврши со резултат 2:2. Од плей-аут фазата надпреварот помеѓу Пелистер Тетекс заврши нерешено 2:2. Работнички Шкендија и Ренова се изборија за квалификации во Лигата на Европа, додека пак лигата ја напуштаат Тетекс и Пелистер.
Во саботата и неделата во Кочани се одржа вториот меморијален турнир Благо Једровски, чиј што организатор е тенискиот клуб Акватен. Турнирот се одржува во чест на некогашниот тенисер и големата надеж на кочанскиот тенис Благо Једровски, кој пред 2 години трагично го загуби животот. Сите учесници кои учествуваа на турнирот се победници, но сепак во успешните имаше и најуспешни. Во женска конкуренција победник на турнирот стана Даниела Колева, која во финалето ја совлада Пале Георгиева со 2:0, по сетови 6:1 и 6:3. А со ист резултат во машкото финале Коста Иванов го совлада Благој Темелков со резултат 6:1 и 6:4. Организаторот на турнирот на тенискиот клуб Акватен од Кучани и семејството на Благо Једровски на најуспешните им доделија медали и пехари. Победникот на турнирот Коста Иванов освоениот пехар го додели на мајката на Једровски. Ова беше се во овие вести. Со повеќе информации следете не во Дневникот во 16:30 и на нашиот веб портал kanalplus.mk. Ви посакувам пријатен ден.